Ова е место вистинското за црквата, за сеопштиот собир на праведниците. Амин. И на такво место дојде Светиот Дух. Дојде Светиот Дух во тоа пишува 2 глава на Дела на апостолите. Амин. И нели сите беа заедно, беа пред тоа повеќе, али окей, тие што останаа беа заедно, собрани таму и да, заедно на молитва, на медитација, како и да е, во заедништво. И вика, кога дојде Светиот Дух, дојде како кога дува силен ветер. Okay? И на секој таму се запали огњ, така стоеше како огњ. Не само на апостолите по тоа што стана или пред тоа назначени, туку на сите таму присутни. И сите зборуваа во јазици, и сите се исполнија со Духот. Духот нема исклучок. И така верувам дека размислува и действува и денес. И верувам нешто што таму не е спомнато во тој дел, е многу битно, кога дојде Духот, дека тоа беше неописива радост на Духот пред се. И ја донесе таа радост потоа на земјата, и прво каде што ја донесе беше во црквата. Ги исполни, меѓу другото, со таа радост. Нели зборуваме таму за сила, за надприродни нешта, за дарови, за манифестации, за зборување на јазици, се е тоа окей. И тоа стои, и тоа важи за денес, меѓутоа пред се таму беше неописива радост, затоа што веќе Духот сега можеше да биде постојано присутен на земјата. Едино после крстот можеше Духот, можеше и може да биде постојано присутен овде. Затоа што веќе Христос ја донесе со воскресението не оправда, со смртта не исчисти од гревовите, со воскресението не оправда, и сега Светиот Дух може да биде постојано присутен. Амен. И пред се е постојано присутен во нас, тоа е основното, во нас, потоа помеѓу нас, и потоа преку нас действува на различни начини. Амин. Овој свет има многу потреба од действувањето на црквата. Значи има многу потреба од Светиот Дух, меѓутоа од действувањето на Светиот Дух преку нас, преку црквата. И затоа е многу битно да црквата биде целосно свеста за тоа, за таа исполнетост, да прими целосно таа исполнетост, да не остане ни едно празно место кое што треба да биде исполнето со Светиот Дух. Нема поважна личност сега на земјава од Светиот Дух. Значи, он не воведува во реалноста за небото, во реалноста за сите небесни нешта кои стојат за нас, во реалноста на Таткото, во реалноста на Синот, на спасението. Светиот Дух не воведува во тоа. Знаете. Дури и луѓето што имаа физички контакт со Христос, физички контакт и физички непосреден однос, не можеа да се потпрат на тоа толку колку што просведочувањето на Светиот Дух ги носеше во реалноста на тој однос со Бог. Разбирате? И затоа и Павле вика, се што знам веќе тоа не ми користи и така натаму, меѓутоа тоа важи и за другите апостоли кои што беа, апостол Павле немаше таков однос со Христос, направи поголеми работи, затоа што беше свесен за благодата која што Светиот Дух ја носи сега во ова време. Апостол Павле знаеше една работа многу битна, а тоа знаеше во кое време живее. Ја знаеше сезоната која што живее. Знаеше што е битно за тоа време и што содржи тоа време. Некои живеат во минатото, некои живеат во традиции, некои живеат во истории, некои живеат во иднина. Он знаеше сегашноста со што е исполнета. И затоа не му беше никаков хендикеп што не се запозна со Исус на таков начин како што другите. И можеше да направи поголеми работи од нив. Затоа што ја имаше близината со Светиот Дух. И сега, знаете, затоа и прашав за собирите тука. Ја и прокламирам дека ќе има стално ќе бидат тука собирите или на евентуално уште поголемо место. Никако на помало. Така да околности може да има различни, али ние не действуваме поради околности или не дозволуваме да околности ни влијаат, туку ние ги менуваме околностите. Црквата е таа која што ги менува. Единствено она може да ги менува.
таа вештина и таа способност малце е заборавена и има некое, како кажам, прилагодување, али со светот, со не прилагодување, него правиот збор е сообразување, фала. Да, сообразување. Римјани 12, нели? Не се сообразувајте со овој свет. Тоа е моментот. Али добро, ние треба да сватиме дека ние го градиме амбиентот околу нас. На основа на амбиентот што е во нас. А во нас е Божиото царство. Али тоа ќе дојдеме подоцна. Многу е битно амбиентот околу нас. Свестоста за тоа, дека ние треба да го промениме согласно нашата внатрешност. И нашата внатрешност, вика, реки на жива вода ќе потечат. Ако потекуваат реки на жива вода, треба да променат околу нас. Знаете, околу изворите има зеленило, има вегетација, има живот. И тоа треба да се промени амбиентот и реалноста околу нас, согласно она што ние го содржиме и согласно она што ние го носиме. Затоа е многу битно да бидеме свесни за тоа што е во нас, за да бидеме свесни за тоа што е околу нас. И видете, кога Адам и Ева направија тоа што направија, Бог кога дојде, Бог не ги праша кои сте вие. Бог го праша Адам, каде си? Сега ти свесен ли си кај се наоѓаш? И зошто не си покри дрвото на животот? Што бараш таму кај што си? Пошто Бог знаеше кај се наоѓа. Дали Адам знаеше, тоа е добро прашање. Веројатно не баш. Иначе немаше да биде таму. Али тоа околу ориентацијата ќе дојдеме. Знаете, Бог е многу битен, многу му е битен амбиентот. Многу сме зборувале и се зборувало и тука во Велес и така натаму и на други места за нашиот идентитет. Така, кои сме ние? И тоа е многу битно прашање. Кои сме ние во Христос, кој е Христос во нас и слично. И тоа е многу важно. И сум зборувал, јас сум го слушал Зоран за идентитетот, праведноста е нашиот идентитет. Ја дори зборував во Велес дека праведноста е нашиот карактер сега. Тоа што бил нашиот карактер, има таму во Зодијак 12 типови на карактери, во психологијата, не знам, 4, од прилика. Али уствари постои, сите имаат, знаете како, ако читате тоа хороскоп, Зодијак хороскоп, таму има секој знак предности и слабости. Небитно дали е, тоа нема врска со голем дел со вистината, али не е важно. Битно е дека има предности и слабости. И сега имаме пристап до карактер, исто и психологијата слично, малце по помека форма, или понаучна, али сега имаме можност до карактер, до пристап до карактер, која е праведноста, кој што има само предности, нема слабости. И тоа е нашиот идентитет. И тоа, амин, да, Христоликос. Тоа е кои сме ние. Меѓутоа, многу битно прашање, и тоа сме го зборувале многу, и веројатно уште многу ги ќе треба. И тоа не е спорно. Али тоа што денеска сакаме повеќе за амбиентот, малце сега поглед кон себе, во една друга смисла и кон надвор од себе. А тоа е каде сме. Океј, кои сме, меѓутоа сега каде сме. Го разбираме ли амбиентот во кој сме, колку треба да го менуваме амбиентот кај што сме, како треба да го менуваме и разбираме ли која е Божјата волја за оваа сезона. За тоа, за нас, не за црквата некаде, него за црквата овде и сега. Бог кога, знаете, за Бог е многу битен амбиентот. За Бог, тоа е многу важно прашање. Кога Бог на почетокот создаваше, Он создаде амбиент. Така? Значи, вика, во почетокот Бог ги создаде небата и земјата. Така е правилно, небата и земјата. Потоа, нели, духот лебдеше, вибрираше над... земјата беше пуста и празна, Бог вибрираше, Светиот Дух вибрираше над бездната. Знаете што е бездна? Значи, тоа беше амбиентот на почетокот.
не дај Боже тоа сега ние да го видиме, тоа ќе ни застане умот. Значи тоа е ништо, тоа не е провалија. Значи, тоа е ништавило. И Бог вика во Исаија, се надвор од мене е ништавило или бездна. Значи Бог од тоа бездна, од таа безформна земја, пуста и празна, така, или безформна, создаде амбиент, значи прво создаде светлина, односно создаде услови да има светлина, иначе светлината беше он, и создаде тела кои што после ќе манифестираат таа светлина, значи создаде амбиент кој што може да се пренесува светлина, во кој има фотони, кои што може да пренесуваат светлина и други нешта, али сега да не одиме у тој дел. Тоа создаде Бог кога создаде светлина. Не само буквално светлина, туку амбиент кој што може да ја пренесува светлината. Оти ако ние немаме амбиент кој што ја пренесува светлината, овде во собата, можеме да имаме ламби и можеме да имаме струја и можеме да ги уклучиме. Знаете што ќе биде? Темно. Они да може би нешто ќе прават, ама ние тоа нема да го видиме, затоа што ќе ги нема тие частички што ќе реагираат на таа светлина и ќе ја пренесат. Тоа е тој амбиент. Тоа е прво што Бог го создаде, после создаваше нели сите други нешта, поред додека целосно не создаде совршениот амбиент за да круна на тоа биде човекот таму поставен. И кога човекот беше создаден и воспоставен таму, веќе се беше создадено, значи го имаше целиот амбиент. Така? И кој беше првиот всушност амбиент? Значи не беше само земјата, туку нешто подобро од тоа или нешто што е најдобро од неа, а тоа беше градината. Така. Првото обитавалиште на човекот, место на живење каде што човекот беше градината. И тоа е интересно. Меѓутоа дојде момент во таа градина каде што Бог, независно колкава беше голема таа градина, Адам и Ева немаа добра ориентација таму. Знаете. Тоа е духовна ориентација. Наместо да одат кај дрвото на животот, бараат други работи. Бараат дрвото, сега таму има други нешта, али како и да е, беа привлечени од тоа дрво. Ја верувам дека немало да им го направат тој муавет, ако они не покажале импресионирано со тоа дрво. Они можеа таму да го одменуваат за тоа да не се спомнуваат како што требаш. Али како и да е. Видете, тоа е интересен период во кој што Бог, зашто го спомнав ова на почетокот, сега иде Светиот Дух да биде стално присутен, заради Христовата праведност, која е тука оставена и достапна. Во тој период уште не беше праведноста присутна на земјата. Дали тоа знаете? Беше присутна чистотата и невиноста, но не праведноста. Они требаше да дојдат до тој момент доколку јаде од дрвото на животот. И знаете, има едно нешто интересно. Бог доаѓаше секој ден во одредено време. Бог периодично ги посетуваше. Не беше постојано присутен во градината. Градината беше од него создадена, беше прекрасна, беше супер, феноменална, али Бог не беше постојано таму. Имаше време во пладневниот одмор, вика, кога Бог доаѓаше. И контактираше со нив. Затоа што требаше да јадат повеќе од дрвото на животот, за да можеа да го поднесат Божјото присуство. И Бог нивното. Условно кажено. Знаете, и Светиот Дух, понатаму низ историјата, кога доаѓа. Многу интересно тоа дека доаѓа привремено стои на земјата. Привремено е присутен. Значи, царевите, пророците, кажува во тој ден, во тој месец, дојде Светиот Дух. И ми кажа тоа и тоа, ми покажа тоа и тоа. И си отишол после Светиот Дух. Значи, тој е пророк, све окей. Ама Светиот Дух не е стално присутен во него. И во сите тие личности. Тоа е затоа што имаше причина, зашто, така кажам, не може да биде присутен постојано. Или не во смисла на немоќ,
него во смисла на одлука дека треба нешто да се исполни за да може Светиот Дух да биде постојано присутен. Во таа смисла. Тоа дури и во градината го имаше. И беше потребно во градината да се случи нешто за да они растат во таа праведност или да почнат да ја стекнуваат таа праведност, која нас сега ни е достапна преку дрвото на животот. Одбраа друга ствар, значи тоа ја го викам слаба духовна ориентација, кон каде требаше да се движат, кон што да се стремат, отидоа кон дрвото на познавањето и ради таа слаба духовна ориентација ја загубија градината. Али и сега, знаете, иначе ориентација значи да знаеш ориент, да знаеш кој е ориентот, кај исток, односно изворот. Светот се ориентира према север денес, не према исток. Према север се ориентира, према центарот. А уствари, вистинската ориентација, духот нема место каде ти можеш да го заковаш таму и да му кажеш седи тука. Изворот е непредвидлив. Ориентацијата е, нели, ветерот од каде дува, каде оди. Внатрешно не води. Океј? Таа е таа вистинска ориентација. Ја нема таа, залутаа таму, кај што залутаа, изгубија градината, добро. И денеска во многу проповеди, многу жалење по градината. Знаете кој жали по градината? Тој што не е свесен дека добил повеќе. Адам, да, видите, Исус не го спомнува Адам. А најмалце па го спомнува у смисла, ај што направи. Некоја лутина. Тоа за Бог е шанса за повеќе. Можеше да тоа повеќе и без да сгрешат они да се случи, но окей. И не се спомнува дури ни градина зборот многу. Неколку пати таму на место кај што се молеш Исус и на едно многу интересно место се спомнува, мислам дека е Јован 18 глава, кај што кажува дека Исус беше закопан нели во гроб кај богатите, во градина. Значи во карпа е гробот, така се закопувале, во кој што претходно никој не бил закопан, така. Меѓутоа во градина се наоѓала таа карпа, во некаква градина. Зошто баш во градина се наоѓа гробот? За да стави крај на тагувањето по градината и да објави дека првиот Адам тоа што го загуби, вториот донесе многу повеќе. Првиот Адам ја загуби градината, а вториот ни донесе царство. И така да не жалиме по градината, по тоа што направи Адам, да се фокусираме на тоа што ни донесе Христос. Ни донесе многу повеќе. И знаете зошто се вика вториот Адам? Зошто баш така го се идентификува со Адам на некој начин? Затоа што во тело е генетски сличен, многу сличен. Може би и генетски ист. За телесно зборувам, за телесниот дел. Меѓутоа, Бог сака да каже, ние сме духовни битија кои што телесноста не може да не спречи за ништо. И Исус може би имаше ограничена телесност и имаше. Знаете, кога се молеше во градината, рече, ако може да ме одмине оваа чаша. Значи, тоа е проработува телесност која што е не е баш совршена. Можда ви чудно ви звучи ова. Но он беше совршен заради неговото... Знаете заради што беше совршен Исус? Исус беше совршен, али не заради неговата генетика. Има една наука поврзана со генетиката која е од понов датум и се вика епигенетика. Тоа значи надгенетика. Знаете што значи тоа? На некој дете, на некој човек, му бил пијаница, прадедото, дедото, таткото, чичкото, вујкото. Од сите страни. Он е генетски оптеретен. Така се вика тоа. И он е склон многу лесно кон алкохол. Меѓутоа вика, знаат вика такви луѓе да не допрат алкохол. Да ја победат генетиката. Тоа кон што ги води генетските
слабости нивни или несовршености. Океј. Така да Исус може би имаше такви и од време на време проработува, но он ги надвладевуваше затоа што целосно беше послушен на Светиот Дух. На Таткото преку Светиот Дух во него. Не затоа што беше Божи син, иако беше Божи син. Иако Исус 3 до 4 пати повеќе кажува дека е човечки син отколку Божи син. И тоа не е случајно. Знаете зашто? Ти пишува дека он се лиши од својата божественост. Он се лиши он може да дое како Бог и да биде Бог во пол капацитет, он се лиши од тоа. Он дојде во пол капацитет како човек, меѓутоа како човек послушен и исполнет со Светиот Дух. И действува во силата на Светиот Дух. За да каже, тоа е примерот кој што го оставам за црквата. И за тоа рече, поголеми чуда можете да правите од мене. Оти тоа е реално. И он тоа го остави, го даде. Така да, целосно послушен ко Светиот Дух, целосно предаден, исполнет со Светиот Дух, ги надвладеа сите пориви и кажа, нека биде татко твојата волја, не мојата, и така бидна, и затоа целосно успешно заврши се за тоа за што дојде. Амен. И тоа направи многу голем потенцијал по тоа за нас. Иначе, околу оваа духовна ориентација, многу интересно тој момент, таа е стално проблем или била проблем. Ја верувам, тоа веќе не треба да биде. Во градината беше проблем, потоа беше проблем кога излева од Египет, од робството, заради лошата духовна ориентација, 40 години мора да бидат да учат, да се обновуваат и така натаму. Кој колку успеа во тоа е друго прашање. 40 години минеа пат кој што отприлика 2 недели. Долг. Од местото каде што беа. Ама не отидоа по најкраткиот пат. Затоа што нема ориентација. Бог ги водеше согласно тоа колку беше нивната натрешна состојба. Потоа кога и што им кажа Бог, одиме во земја која што е течат мед и млеко. Така? Оттаму ги водеде во ветената земја во која што течат мед и млеко. Знаете, многу пати се спомнати тие нешта. Меѓутоа, тоа е за ветената земја, ќе дојдеме и до тој момент. Денеска ќе се вратиме. Денеска ние живееме, дали ние живееме во ветената земја? Да. Како се вика ветената земја? Може и така да викаме, меѓутоа, мислам дека поадекватно име е Божјо царство. Али тоа е, владее праведноста таму. И праведноста е услов за разбирање на царството. Видите, една интересна работа што приметиве дека во сите овие етапи, во сите овие фази, во сите овие амбиенти, градина, пустина, ветена земја, која они влегоа, и Божјо царство, во кое сме ние, во сите постои храна, посебна храна, специфична за таа фаза. Знаете. И во градината беше дрвото на животот. И плодовите од другите дрва. Освен од тоа што им беше најпривлечно. Али, значи имаа соодветна храна. Тоа беше духовна храна. Посебно дрвото на животот, а и не сум сигурен за другите дрва, дека не беа. Мислам дека беа и тие. Всушност, духовна и физичка храна многу не се разликуваат. Али окей. Потоа низ пустината има мана. И таму апостол Павле пишува дека зима иста духовна храна. Значи и маната беше физичка, така? А таму кажува дека зима иста духовна храна, значи не беше само физичка. Имаше и духовна димензија во сето тоа. Добро.
кога влегува во ветената земја, значи после 40 на години прекина таа храна. Зошто? Затоа што во ветената земја течат мед и млеко. Иако таму не течеше мед и млеко, значи физички не течеше. Али тоа беше земја во која течат мед и млеко. Млекото е символ на бебешка храна, на невиност, на чистота, да дојде преку млекото, да дојде до тоа, а медот е символ на малце појака храна. Иако медот не е најака храна, ќе видиме после. Иначе за медот ова само кратко, слушав еден биолог и, не знам, генетичар, многу христијани. И он кажа нешто интересно и после ми се надоврза некои откровенија на тоа. Он кажа дека Самсон, нели судијата Израелев, тоа во 14 глава пишува, кога убива лав и по неколку дена се враќа, и во лавот има саќе, пчели, нели, направиле тоа, како се вика, семејство таму, и да, и он земало тоа, јадел, спротивно на обичајтот, и тоа е нечисто животно, а и пчелите спротивно на нивната природа и инстинкти прават нешто на место кај што не е својствено, не е чисто и така натаму, физички, али прават таму, веројатно инспирирани од духот. И Самсон таму зема. И тоа јаде и носи дома да јадат. Он знаел добро кои се правилата, прописите, за тоа што смее, како смее, меѓутоа го прави тоа. Кажува човекот, вика, медот е таму што го јаде од саќето, не е само мед, кој што е шеќер, нели, шеќери, разни видови, што даваат енергија и така, туку дека таму има и нешто што се вика пчелен леп, или меден леп, со кој што ги хранат ларвите и што пред се содржи протеини. И он вика, тоа е символ на причес, првата причес е всушност тоа, која што Самсон ја зима од лавот. Лавот, знаеме што символизира, лавот од Јуда. И кој е тој? И убиен, неколку дена е убиен тој лав. Така да тоа ме потсети на еден друг случај со мед, кога Јонатан јаде мед, знаете, и ви текнува за Јонатан, синот на Саул. Значи, тоа е таму во прва книга Самуил, прочитете си ги вие работи. А ова што ви кажував е во книга Судии за Самсон. Меѓутоа, ова е сега, значи, прва Самуил, 14 глава, каде што Јонатан предходно, пред да јаде мед, оди со својот оруженосец и таму поставуваат пред Бог као еден вид молитва условна, ако се случи тоа и тоа, значи Бог не ги предава во рацете. И ќе име таму ќе ги искода противниците, кои што војувале против нив. И се случува тоа, и требало нешто да речат. Тие, ако речат така, значи вика Бог ги не ги предава во раците, и они баш така викаат, и одат таму и ги убиваат сите тие, не знам колку многу, и тоа е всушност увод во големата победа на Израел против тие непријатели. Утринта, или не знам, се случува битката, и сега Саул не знае за овој настан, и Саул ги победуваат тие војници, значи царот е Саул, Јонатан е принц, негов син. Саул бил малце тип кој што се подпирал на своја сила. И он вика, никој да не јаде, значи ние ги победивме со своја сила, ама сепак му благодариме на Бога, и никој да не јаде ништо. Пост, општ пост. Меѓутоа, и таму имало мед, али заради оваа наредба на Саул, никој не се осмелил да земе од медот. Јонатан не ја слушнал наредбата, и тоа е од духот вдаховено, што не го слушнал, и си јадал од медот, и вика, очите му светнаа. И после за малци избегнува Саул да губи и така натаму. Меѓутоа, која е поентата? Јонатан, јадејќи од медот таму, му дава слава на Бог. Со тоа зима причес и покажува свестост дека Бог ни ја даде таа победа. Бог е заслужен за таа победа. Тоа е дело на Божјата благодат. Да, медот.
и очите вика му светнаа. Така да ја верувам ние денеска стално кога примаме таа благодат, се храниме од неа, ќе видиме за храната денеска, нас очите постојано може да ни светат. И тоа е реално нешто. Храната за Божиото царство. Знаете која е? Значи ова беше во ветената земја. Мет и млеко. Храната во Божиото царство е Исус вика моето тело и мојата крв. Тоа е храната. Да. Али пазете, причеста, точно, као што и медот, во своето време. Но не е причеста целосна најтврдата храна. Причеста е основната храна. Христовото тело и неговата крв. Свестоста што направи неговото тело, што направи неговата крв што се пролеа, што направи жртвата која што он ја даде. И каков потенцијал таму има и таму содржи. Амен. Меѓутоа не е крајната најтврдата храна таа. Најтврдата храна, Исус кажува, е храната која што ја имам, вие не ја знаете, а таа е да извршувам волјата на таткото. Така да, тоа верувам дека е храната денеска за нас и верувам дека тоа ќе ни помогне да ние имаме денеска совршена ориентација. Да разбереме волјата на таткото и да знаеме како да го манифестираме Божиото царство. Гледате како вика молитвата. Нека биде Твојата царство и нека биде Твојата волја. Како што е на небото, така и на земјата. Царството се манифестира преку разбирање и остварување или извршување на волјата на таткото. Океј. Така да, ја верувам дека, као што каже апостол Павле, вика црквата е темел и столб на вистината. Црквата единствено има пристап до вистината. До благодата и вистината. И интересно е како црквата денеска баш не делува дека разбира вистината. Знаете. Не делува дека разбира вистината. И кога ќе дознаете вистината, вистината ќе го ослободи. Како? Постои страв, постојат многу нешта, влијание од светот. Вика, Бреска надвор зборувавме баш, и имаше еден пост таму каде што еден доктор кажува апокалиптички прогнози. Знаете, што немаат врска, ја верувам апсолутно со вистината. И ја таму пишав дека докторите решија дел од нив, не сите, али еден дел од нив, свесно и намерно решија да ја баталат медицината и науката и да станат лажни пророци. И тоа го прават. И не само докторите. Ние сега тоа ја го можам да го видам во оваа ситуација. Поврзано со ова ковид и така натаму и редица други измами. Меѓутоа станува збор дека науката на сите нивоа кажува дека е тоа вистина, дека е вистина нешто што уствари нема блага врска со вистината. Знаете? Да. Знаете зошто е тоа така? Затоа што црквата во некоја своја арогантност низ времењата дозволила, иако преку нејзе дошла науката, иако преку нејзе дошло развојот на науките, преку теологијата, метафизика, филозофија и така натаму, кои што биле во рамките на црквата, затоа што црквата имала пристап до тие знае и до вистината. Меѓутоа, заради арогантноста и уште повеќе заради корумпираноста, науката се одвојува и сега науката станува религија која што има најголем број поклоници по светот. Да знаете, тоа е вистината. А свештениците на таа религија се обични лажни пророци. 90% е тоа втемелено на лаги. Али ние кои што знаеме вистината,
треба да имаме вистинско ориентација, вистинско разбирање за нештата, за да можеме да ги смениме работите. Ја верувам дека ни е даден мандат за тоа на црквата, да ги менува работите, да го менува амбиентот. Еден човек вика, човекот е даден и зададен. Значи човекот е даден од Бог, е дар од Бог, е создаден од Бог, меѓутоа човекот има своја задача, има своја функција тука. Кажи. Комуникација со нашиот гост, да ја осознаеме вистината и вистината ќе ја остави. Амин. Ние сме заробени. Епа види, да, ама вистината е достапна. Тоа е поентата. Вистината е достапна. Нас сега ни е достапна многу повеќе отколку што ние сме свесни. Знаете што вика Еремија 33 глава 3 стих? Дојди и ќе ти покажам, ќе ти открием тајни за кои не знаеш ништо. Ние мислиме дека некои работи скриени, дека не. Бог за се сака да ни открие. Може да ни открие. И е спремен за многу нешта. Но колку сме ние спремни да примиме и да го користиме тоа што ни е дадено. Така да ја мислам дека уште, гледате, тоа ќе се навратам на тој момент, Адам загуби царство, загуби градина, меѓутоа Исус ни донесе царство. Океј? Царство кое што е буквално царство. Ако Бог вика царство, значи тоа е царство. Ако Бог вика дека сте вие царски свештеници, значи дека ние сме на вистина тоа. И сум зборувал многу пати за царски свештеници, сега да не се навраќам на тоа, али тоа е највисоката функција која што некој на земјата може да има. Царски свештеник. Тоа е некој кој што има пристап до благодата, некој кој што има пристап до вистината. И некој кој што може да ги разбира работите, и некој кој што треба тука да донесе светлина во овој свет. Ние сме тие кои што треба да донесат светлина во овој свет. И да го манифестира тоа и да манифестираме таа вистина која што Бог ни ја прави достапна. Амен. Алелуја. Да, Адам загуби градината, Исус ни го врати, ни даде многу повеќе. И целосно свести за тоа. Амен. Знаете, многу пати ние имаме пониско мислење за самите себе. И многу пати размислуваме за тоа како нас луѓето не гледаат. Знаете, како луѓето размислуваат за нас. Па што треба да направиме луѓето да размислуваат за нас поинаку? Океј. Меѓутоа, знаете што? Ако ние сме свести за тоа како Бог гледа на нас, размислувањето на луѓето кон нас ќе се промени пропорционално на тоа колку сме ние свести како Бог гледа на нас. Затоа што Божиот поглед е над погледот на луѓето. Црквата е најважната нешто што постои на земјата. Заедно со Светиот Дух. Вика, Светиот Дух и ние одлучивме така. Заедништвото, црквата го символизира, тоа заедништво, мислам, таму својствено и се манифестира заедништвото помеѓу луѓето и Светиот Дух. И тоа е всушност таа организациона поврзаност, тоа е црквата. Така да имаме полн пристап до волјата на Таткото,
полн пристап до вистината, до разбирањето на сето тоа што треба да направиме и како треба да действуваме во овој свет. Пред се ориентација внатрешна во нас, кои сме ние, какви сме ние, зашо сме повикани и како потоа да действуваме надвор. Затоа што сме царски свештеници и затоа што ние ја имаме одговорноста за овој свет. Така да темнина во светот, окей, али не и во црквата. Амен. Вика, што око не видело, што уво не чуло и во човечкото срце не дошло, тоа Бог го подготви за тие што го љубат. Ја пред се мислам дека ова се однесува не само за некакви небесни нешто што ние ќе имаме пристап во вечноста. Него тоа се однесува и за сега и верувам дека тоа се однесува за Светиот Дух во нас. Сила која што е достапна над човечките разбирања. Алелуја. И тоа ни е дадена. Ќе спомнам уште една работа. Знаете, денеска спомна во Велес Виктор на отварање. Пред службата спомна нешто околу, за потомството на Авраам. И дека сме ние дел од потомството на Авраам, таткото на верата. И таму спомна еден стих, вика, ја не очекував дека Бог ќе ги видам моите синови, а вика Бог направи да ги видам и внуците. Не знам кој го кажа тоа. Мислам, која личност од Библијата. Ајде. Многу пати ние во наши сили мислиме дека нешто не може, меѓутоа Бог ќе направи, може да направи многу повеќе од наши очекувања. И тоа действува преку верата. Авраам е татко на верата, негово потомство. Океј. И јас спомнав потоа ваква една работа. Викам, постојат една група на луѓе кои што се нарекуваат атеисти, ама они не веруваат во Бог, меѓутоа пред се е битно дека Бог не верува во нив. Знаете зошто? Затоа што Бог на сите луѓе им дал вера. И верата постои во срцето на секој човек. Меѓутоа, кога негативно се користи за да не се верува, за да веруваат, односно дека некој не постои, или дека нешто не постои, што всушност постои, дури до таа мера слобода, да не веруваат дека постои тој кој што им ја дал верата и можноста да не веруваат дека постои. Да? Знаете, во тоа неверување, односно верување дека не постои нешто, има сила. Има сила. Има сила и во атеизмот. Знаете зошто? Има сила во темнината. Постои сила. Не викам дека е голема, но постои. Тоа е као силата на светлината на месечината ноќе. Она има своја светлина. Али дали може да се споредби со светлината на сонцето денес? Тоа е светлината на црквата. Затоа вика ние сме светлината на овој свет. Затоа што ако има сила во неверието, во ставот на неверието, или на верувањето дека Бог не постои, а им ја дал таа вера, колку повеќе има сила во верувањето дека Бог постои. И не само дека постои, туку дека и како е моќен и силен во нас кои веруваме. Сходно на силата на неговата моќ, која моќно действува во нас. Амен. Така да се биде дел од црква, да се биде христијанин, е огромна привилегија. Да се биде царски свештеник. Тоа е огромен, значи да си на висок пиедестал, така да кажам, духовен. И да имаш голема одговорност за се она што е околу тебе.
Затоа ние имаме одговорност во овој амбиент околу нас. Не да се сообразиме со него, туку да го промениме. Да го промениме. Па така некако. Да го промениме или да го победиме она што сака да го пороби овој свет. Сега една причина, еден фактор, утре ќе биде друг. Ние не смееме да се сообразуваме со тоа. Мораме да бидеме свесни кој е изворот на нештата и да знаеме што треба да прифатиме, што не треба да прифатиме. Против што треба да прифатиме, против што треба да се бориме. Затоа што сме надмоćни победници. И затоа сме повикани и поставени тука. И затоа е црквата во овој свет. И затоа е Светиот Дух тука се уште и е присутен во нас. И ја верувам дека чека да биде уште многу повеќе присутен во сите можни области од нашиот живот. И сите мисли да бидат заменети со Христови мисли во нашиот ум. И да дојдеме до она што се вика целосна обнова на нашето битие, за да можеме да действуваме во полната сила на нашите повици. Затоа што ни е дадена задача да действуваме. И за тоа зашто сме создадени. Не сме создадени само да постоиме и да бидеме спасени. Со тоа што сме спасени, ние сме повикани од постоење во живеење. И тоа значи да со нашето спасение ние да действуваме таму кај што сме, да го промениме амбиентот и да се менуваме и самите себе. Една од нештата на кои што знаете, постојат разни форми на робство, уште од минатото, и неде робовладетелски систем. Државата и порано сакала да воведува робовладетелски систем, не само сега. Али тоа не е нашиот најголем проблем. После има робство, не знам, на банки, робство на ова, на она, се е тоа окей. Меѓутоа тоа е робство, најголемо е робството на нашиот карактер. Али ние не сме повикани да седиме во таа ќелија, туку сме надмоćни победници на тоа. И тоа што кажав преска, ние не повеќе делувах нашиот карактер во нас и не действуваме повеќе согласно нашиот карактер, туку действуваме согласно Христовата праведност и Христоликост. И таа постојано не менува, не просведочува за сите нешта во нас, не менува, не прави послични на Христос и посилни во секој поглед. Амен. Останете благословени, исполнети со Духот и да живееме максимално надприроден живот во секој момент. Амен.